Виенската конвенција не важи за Вилма Русковска. Однесувањето на обвинителката и повеќе од скандалозно, смета правната фела. Барањето помош од странските амбасади е прекршување на конвенцијата од Виена за меѓународни односи. Адвокатот Сашо Дуковски прашува како е можно обвинител на таква функција да не ја знае оваа конвенција. Во разговор за Алфа изразува зачуденост како Русковска можела да го направи овој потек. Постои Виенска конвенција за дипломатски односи. Значи, амбасада во никој случај не смее ниту се меша во било каква правна работа на земјата домаќин, тоа е во конкретниот случај Република Македонија. Мене не ми е јасно обвинител на таква врвна функција тоа да не го знае и со таква леснотија да се обраќа до, така да се изразам, до орган, односно до амбасада на странска држава да интервенирала. Прекршувањето кое го сторила Русковска со јавувањето во амбасадија е напишано во членот 41 став 1 од Виенската конвенција. Не навлегувајќи во нивните привилегии и имунитети, сите лица кои уживаат привилегии и имунитети се должни да ги почитуваат законите и прописите на државата на која се акредитирани. Тие исто така се должни да не се мешаат во внатрешните работи на таа држава. Дуковски вели дека евентуална реакција на дипломатските представници би значиле дека Македонија повеќе не е суверена држава, туку протекторат. Како тоа ќе се меша? Во суверена земја ќе се меша. Првото такво мешање ви вели вие не сте способни да имате суверена држава, вие сте протекторат и ние сега ќе ви кажеме како треба. Тоа би било пораката од евентуално мешање на некаква си странска амбасада. Сметам дека се работи за сериозни демократски земји. За потезите на Русковска реагираше и Митко Чавков, кој по нејзино обвинение и предлог доби речиси 2 децении затвор. Вели ваквиот потек на обвинителката е доказ за нејзиниот страв поради сите политички нарачани обвиненија, слугувајќи на секоја досегашна власт. За политички конструираното обвинение за 27 април и за судскиот процес во кој ја имаше клучната извршителска улога, мене и еден дел од претходно обвинетите според политичка ждрепка не прогласивте за државни непријатели. Нема да зборувам за квалификацијата, нема да зборувам за незаконитостите на предкривичната постапка, за незаконските притвори, за прекршувањето на правото на фер судење, за заканите и уцените спрема обвинетите да сведочат лажно против мене доколку сакаат да бидат ослободени. Не, нема да зборувам за тоа, се до изјаснувањето на Врховниот суд, до завршувањето на последната инстанца. Реакциите на Русковска до странските амбасади дојдоа како директорот на финансовата полиција Арафат Муареми соопшти дека во понеделник ќе поднесе кривична пријава против Русковска и 2 нејзини колешки поради злоупотреба на службената положба и фалсификување исправа.